Редовно издание на дневникот на К1. Денешниот ден е историски. Македонија ги дочека европските шампиони во ракомет. Нашите вардарци го покажаа победничкиот трофеј пред илјадниците фанови кои од аеродромот Александар Велики до плоштадот Македонија ги пречекаа со аплаузи и овации. Сега да ги погледнеме настаните кои што беа актуелни денеска. Илјадници фанови на европскиот ракометен шампион Вардар на плоштадот Македонија ги пречекаа ракометарите. По 4 недели техничко функционирање, локалните самоуправи се враќаат во нормала. Нови 434 столчиња и 217 клупи добија 2 училишта во Велес. Ракометарите на Вардар денеска пристигнаа во Скопје, а македонските фанови им приредија величествен поречек. На плоштадот Македонија голем број на ракометни фанови се собраа да ги поздрават своите херои. Да го погледнеме во продолжение прилогот што го подготвивме и да видиме каква беше атмосферата во Скопје. Македонија денес е сплотена во едно, додека се гордее со своите ракометни шампиони. Вардарци денеска беа дочекани со еуфорија, солзи и громогласни овации од илјадници граѓани кои се најдоа на плоштадот Македонија во Скопје за да го пречекаат новиот европски шампион. На величествената прослава на плоштадот свој збор зеде еден од најдобрите ракометари оваа сезона, Алекс Душабаев. Шпанскиот репрезентативец кој ги минува последните денови како вардарец низ многу емоции говореше пред насобраните навивачи. Само сакам да вам зборам од срце. Јас сум многу среќен да игра ово 4 години. Само могу да кажам да ја благодарам на сите од срце за ово свето што ви ми дали за целата Македонија и само да певаме задниот пат. 1, 2, 3. Ајде, 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 Вардаре! Ракометарите на Вардар го направија на големиот успех во историјата на македонскиот машки ракомет, но и македонскиот спорт воопшто, откако во Келн како најголем аутсайдер успеа да дојде до европската титула совладувајќи ги великаните Барселона и Пари Сен-Жермен. Општина Велес во следниот период ќе се посвети целосно за да се надмине периодот кога градоначалниците функционираат технички. Стручните служби целосно ќе се фокусираат на подготовка на неколку тендерски документации, рече градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев во изјава за К1 телевизија. Забрзано ќе работи локалната администрација за да се надмине периодот кога градоначалниците функционираат технички. Градоначалникот на Велес Славчо Чадиев во изјава за К1 телевизија вели дека стручните служби се фокусирани на подготовка на неколку тендерски документации. Ова беше политичка ситуација, ова не беше нормална ситуација, значи свесно се работеше ова што се правеше со локалните самоуправи, за среќа преовлада разумот у последен момент, за да продолжат општините нормално да живеат. Ако може да се надокнади, многу лесно се губи, а изгубеното тешко се надокнади. Но јас сум оптимист по природа и се надевам дека ќе доведеме се во еден нормален колосек. Најмалку 1 месец ќе биде потребно на локалната самоуправа за да работите повторно влезат во нормален колосек, вели Чадиев, посочувајќи дека граѓаните беа колатерална штета на политиката. Да се подготват документациите, они се и подготвени претходно, ние ќе понудиме и други плацови ќе понудиме за мотели, за викенд куќи за живење, за околу езерото Младост, ќе понудиме индустријски плацови, ќе понудиме и други работи за продавање од локалната самоуправа кои што се предвидени за таква намена. Тоа значи имаме еден непосредна, не близина, имаме една база која што треба да биде подготвена и не за ќе ја понудиме на продажба кај што сите документи се подготвени доколку има заинтересирани нели. Она што прво го направил Чадиев по враќање на неговиот подпис во функција е исплата на долгот на општината за улично осветлување.
Веќе еден ден откако општините повторно профункционира, најголемите проблеми од неработењето на локалната самоуправа се рефлектира директно врз граѓаните и со неважачките потписи на градоначалниците. Буквално целата работа на оваа институција беше закочена, но полека се враќаат во нормала. Ова негативно искуство треба да ни биде лекција за следен пат, изјави градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. По скоро еден месец функционирање во отежнати услови, локалната власт во Кавадарци вели дека планираните проекти се реализираат според предвидените рокови. Градоначалникот Панов смета дека сега откако потписите им се важечки, продолжуваат активностите на тековните проекти и тендерски постапки. Со неважечките потписи на градоначалниците, буквално целата работа на оваа институција беше закочена. Па можам да кажам дека буквално се беше проблем, бидејќи мојот потпис беше неважечки. Тоа значи дека од гориво па до потписи за плати, до легализации, до решенија за данок на промет, буквално ништо не функционираше. И добро е тоа што беше краток период од 10 на 15 дена во кој што не дојдовме до оној момент да не можам да потпишам плата за локална самоуправа, за образование и така натаму. Добро е што овој застој траеше само 15 на дена и буџетарите, односно оние кои што земаат плата преку локалната самоуправа, не го осетија тоа на свој грб. Проблемите од нефункционирањето на локалната самоуправа ги почувствуваа исклучително граѓаните, кои во тие моменти очекувале легализација, данок на промет или имплементација на нивните договори за купопродажба и мораа да чекаат на милост и немилост на владеачката структура, која после уцените за формирање на влада се чекаше да ги изгласа измените од изборниот законник, потенцираше Панов. Продолжуваме да работиме понатаму во функција на граѓаните. Меѓутоа, кажувам, тоа не треба да се повторува. Ова негативно школо треба да ни биде, негативно искуство треба да ни биде школа за наредниот пат, како да ги срочуваме текстовите на законите, на членовите од законите, кои што треба да се во функција на граѓаните. Затоа што градоначалник и совет не се бира за да му се удоволи на еден човек да стане градоначалник и да неколкумина бидат советници, туку да се продолжи со уште подобар сервис за граѓаните. И покрај тоа што политичката ситуација изгледаше толку заострена и не даваше надеж дека ќе се разреши, сепак општините останаа да бидат сервис на граѓаните. И денеска во прекине железничкиот товарен и патнички сообраќај штрајкува машинскиот персонал во Македонски железници транспорт. Денеска е пропуштен единствено експресниот воз Белград-Скопје-Солун. Блокадата ќе продолжи се до исполнувањето на барањата на вработените во Македонски железници. Целосен прекин на железничкиот сообраќај во Македонија. По запирањето на патничкиот сообраќај, денеска престанаа да се движат и товарните возови. По македонските пруги едноставно ќе се движи експресниот воз Белград-Скопје-Солун. Прекинот на железничкиот сообраќај ќе траел се до исполнување на барањата на вработените, односно машинскиот персонал. Тие вчера имале состанок со менаџерскиот тим на Македонски железници транспорт, но до договор не дошло. Блокадата ќе продолжи до исполнување на нашите барања за зголемување на коефициентот на сложеноста на работните места, исплата на вториот дел од априлската плата и писмена гаранција дека до крајот на јуни ќе се исплати мајската плата. Законот за исплата на плати треба да се почитува во целост како и за сите во државата, изјави за Мија Душко Чакаровски. Синдикатот на машинскиот персонал и виде директорот на Македонски железници транспорт вчера имале средба со министерот за транспорт и врски Горан Сугаровски. Тој најавил дека ќе се разгледувале сите законски можности за долгорочно решение на состојбите во Македонски железници транспорт. Според пресметките, изградбата на една фарма за 30 молзни крави чини скоро 150.000 евра. Состојбите со движењето на цените на пазарот со млеко велат дека ваквата инвестиција може да се врати за 5 години. Дополнително леснување и субвенционирањето на ваквите капацитети со 60% од прифатливите трошоци. 150.000 евра е сумата која што им е потребна на сточарите за изградба и опрема на една фарма за 30 молзни крави. Со производство на млеко, телење, арско ѓубре и добиените субвенции, пресметките велат дека инвестицијата може да се врати за 5 години.
Ова го покажуваат направените пресметки на ресорното министерство за проектот за бесплатните технички планови за фарми. На основната цена земјоделците можат да побараат и неповратни средства од 60 до 80% од двете финансиски програми, односно од Европскиот ИПАР-2 фонд и од програмата за рурален развој. Доколку користат банкарски кредити, можат да аплицираат и за 50% субвенции за каматата, ако каматната стапка не е поголема од 8%. Состојбата со сегашните краварски фарми не е најповолна. Најголем број се импровизирани или адаптирани објекти, близу до семејните куќи со мал капацитет и несоодветни услови за производство на квалитетно млеко. Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи и гимназијата Кочарацин добија нови клупи и столчиња, вкупно 434 столчиња и 217 клупи. На нови училишни клупи и столчиња новата учебна година во септември ќе започнат учениците од општинското основно училиште Кирил и Методи. Новите клупи и столеви се дел од првата фаза за реконструкција на училиштето, започната пред 2 години. Од училиштето вела дека со ова се заокружува процесот на целосна реконструкција. Па со оглед на тоа што во училиштето имаме 600 ученици, а одиме во 2 смени, 300 столчиња, значи дека ново столче за секој ученик, исто така и 150 нови клупи. Тоа значи дека условите се убедливо најдобри. Би им препорачала на сите родители кои што имаат особено нови ученици за упис да дојдат да го погледнат училиштето, да ги видат условите и да не се ориентираме како што некогаш се ориентирало кој ни е најблиску училиште, туку да го гледаме кој има најдобри услови, кој е најквалитетно, кој постигнува најдобри резултати и кој има најмногу државни и меѓународни награди. Кога добро се менаџираат работите, резултатите се видливи, вели градоначалникот Славчо Чадиев, кој денеска беше во училиштето на увид. Инвестициите во основните и средни училишта во Велеске продолжи, се со цел да се обезбедат подобри услови за следење на настава, но и за работа. Покрај ова училиште, нови училишни клупи и столови доби и средното Кочарацин. Покрај фасадата, кровот, подовите во училиштето, во училниците, со завршен елемент се и сите овие клупи кои што се достигнати денеска, но да напоменам дека истовремено се стигнати клуби во средното училиште гимназијата Кочарацин, каде што има 67 клупи, еквивалент пута 200 учења, се окупи на проект негде околу 10.000 евра кои што денеска во текот на денот ќе се имплементира во нашиот град. За време на летниот распуст Чадие вели дека работно ќе биде во училиштата со цел што подобро подготвени да ги пречекаат учениците во учебната 2017-2018 година. Минималната заштитна цена на пченицата да биде 12 денари за килограм. Откупот да почнува од 1 јули кога е во тек жетвата и кога стартува откупот. А договорите со откупувачите и преработувачите да се склучуваат пред жетвата и да се почитуваат, бара Федерацијата на фармери на Република Македонија. Те исто така бараат и почести контроли на пазарниот инспекторат при откупот и исплатата, а субвенциите за тековната година производителите да ги добиваат пред есенската сеидба за навреме да се извршат земјоделските активности неопходни за квалитетно производство. Продолжуваме со останатите вести од Македонија. На првата седница на новата влада на Република Македонија, председателот на владата Зоран Заев определи 5 заменици. И тоа Радмила Шекеринска-Јанковска за заменичка на председателот на владата и министерка за одбрана, Оливер Спасовски за заменик на председателот на владата и министер за внатрешни работи, Бујер Османи, министер без ресор, за заменик на председателот на владата задолжен за европски прашања, Кочо Ангјушев, министер без ресор, за заменик на председателот на владата задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, и Хазби Лика, министер без ресор, за заменик на председателот на владата задолжен за спроведување на рамковниот договор и политички систем. На владината седница за генерален секретар на владата на Република Македонија е именуван Драги Рашковски. Од редот на министрите без ресор, председателот на владата ги определи Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен за комуникација, отчетност и транспарентност, Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за диаспора,
Аднан Кјахил, министер без ресор задолжен за странски инвестиции, Самка Ибраимовски, министер без ресор задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите во Република Македонија, Зоран Шапурик, министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестицијската клима за домашните предпријатија, Зорица Апостоловска, министерка без ресор задолжена за странски инвестиции, и Рамис Мирко, министер без ресор задолжен за странски инвестиции. Инаку во Собранието на Република Македонија денеска седници одржуваат Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и Законодавно-правната комисија. На дневен ред на седниците и на двете комисии беше граѓанската иницијатива со предлог за донесување на закон за изменување на Законот за работните односи на 270 граѓани, доставена преку овластениот предлагач Снежана Кузмановска. Петнаесет словачки полицајци утре ќе пристигнат во Македонија, кои ќе ги заменат своите колеги на македонско-грчката граница кај Гевгелија. Ова е 8 ротација на припадници на полицијата на Република Словачка. Единица од 15 словачки полицајци ќе спроведува заеднички патролни активности со македонските колеги на државната граница со Грција, со цел превенција во областа на јавната безбедност и неовластеното преминување на државната граница. Словачка полициска единица ќе биде распоредена во областа на Гевгелија, стои во соопштението од амбасадата на Република Словачка. Полицајците ќе бидат соодветно опремени со теренски моторни возила, термални камери и уреди за ноќно гледање. Мандатот на словачката полициска мисија ќе биде 30 дена со можност за продолжување. Ракета падна врз дипломатскиот комплекс на Индија во афганистанската престолнина Кабул на околу 1 километар од местото каде почна меѓународната мировна конференција за Афганистан, на која учествуваат представници од 23 држави. Европската унија, Обединетите нации и НАТО, пренесоа британските медиуми. Сирени и предупредувања за ракетен напад се слушнаа во повеќе амбасади непосредно пред експлозијата на ракетата. Полицијата соопшти дека во нападот нема настрадани. Ракетата удрила врз игралиште за тенис. Што друго е освен ова актуелно во светот, ќе видиме во продолжение. Црна Гора е официјално членка на НАТО. Премиерот Душко Марковиќ ги предаде инструментите за ратификација на Северноатланскиот договор на подсекретарот Томас Шенон. Шенон рече дека на патот за влез на Црна Гора во Алијансата сите дале придонес, јавуваат подгоричките медиуми. Тој додаде дека Црна Гора била доверлив партнер во мисијата на НАТО. Алжир ги повика на диалог Катар и соседните земји од Персискиот залив, откако Саудиска Арабија и незините сојузници ги прекинаа врските со Доха. Алжирското министерство за надворешни работи ги повика сите засегнати страни да го изберат диалогот како единствено средство за решавање на несогласувањата меѓу нив. Во соопштението се нагласува неопходноста во секоја ситуација да бидат почитувани принципите на добро соседство, немешањето во внатрешните работи на државите и почитувањето на нивниот национален суверенитет. Алжир, кој одржува добри односи со Катар, изрази силна загриженост во врска со кризата и незините последици врз единството и солидарноста на арапскиот свет. Министерството ги повика земјите и арапските народи да покажат солидарност и единство за да се соочат со предизвиците пред се со тероризмот. Време и за кратките метео информации. Денес имавме сончево и доста топло време. Во вечерните часови на повеќе места ќе биде нестабилно облачно со пороен дожд и грмежи, информираше УХМР. Оттаму посочуваа дека утре кон крајот на денот се очекува на повеќе места да има поизразена нестабилност, која ќе биде проследена со силен пороен дожд, грмежи, засилен ветер и со појава на град на места. Процесите ќе бидат изразени и во форма на невреме. Во четврток ќе дува засилен
силен северен ветер и од втората половина на денот ќе настапи постепена стабилизација на временската состојба. Потоа следува период на стабилно и топло време со пораст на температурата на воздухот. Тоа е се за овој информативен преглед и јас ви благодарам за вниманието и од мене пријатно.